Ние се обидуваме изминативе години да средиме нешто, меѓутоа очигледно во тоа не успеавме. Сега имаме, би рекол, една многу голема шанса да се направи нешто што навистина ќе вреди и навистина ќе доведе до подобрување на состојбите во областа на трудот и во однос на работодавачите и во однос на работниците. Тоа што треба веднаш подитно да се направи е паралелно да се водат неколку процеси. Првиот е за окружување или подобрување, унапредување на законската рамка. Одредени решенија во различни закони од трудовата област и во однос на, овде мислам и на законот за работни односи, но и на останатите посебни, специјални закони кои што се поврзани со работните односи, но и законите поврзани со јавниот сектор, а се однесуваат на административните службеници, давателите на јавните услуги и техничко-помошниот персонал. Нужно, итно е нивно менување, подобрување, нивно напредување согласно потребите на новото време и согласно македонските прилики. Кога велам македонски прилики, пред се мислам на состојбите општествено-политички, економски, но и културолошки кои што се во Македонија. Значи, ние треба да донесеме одредени измени на законите, подобрување на законите, напредување согласно нашите потреби, согласно нашите можности, согласно нашите капацитети, но пред се и над се согласно нашата визија во која насока треба да се развиваат трудовите односи во Македонија, земајќи ги во предвид регионалните, европските, секако и светските новини, тенденции и, би рекол, ветришта кои што дуваат во светот на трудот генерално. Тоа е едната компонента. Втората компонента е треба одредени аспекти, како што е трудовата инспекција, да претрпат сериозни реформи и во однос на нивната професионалност, и во однос на нивните надлежности, капацитети, и во однос на работните услови. Значи, паралелно треба да се работи на контролата и надзорот на трудовиот систем во Македонија, бидејќи и овие законски решенија кои што ги имаме сега би можеле да имаат многу подобар ефект кога би имале реална, подобра примена во пракса на самите законски решенија. Проблемот со практичната имплементација на законите од областта на трудот, на работните односи, кај нас е сериозен проблем и недостаток кој што се провлекува повеќе години. Покрај ова, треба да се преземат и итни веднаш чекори во контекст на создавање, би рекол, еден поинаков мајндсет, една поинаква клима, начин на размислување и кај работниците и кај работодавачите во однос на тоа каков трудово-правен систем или социјален систем ние треба да градиме во иднина, кога зборувам во иднина, мислам многу поконкретно, многу брзо, значи во следните 5 години. Значи следните 5 години во што треба да се, во која насока треба да се движиме и кои цели за овие 5 години следни би требале да ги постигнеме и тоа мораме да го работиме заедно со работодавачите и со работниците. Значи, не само процесот на едукација и пренесување на информација, туку мораме да работиме и на трансформација на системот во човекот внатре, значи на размислувањето, на мајндсетот, но и обкружувањето, самата клима, самата атмосфера на примена на самите законски решенија. Бидејќи се покажа низ годините наназад, низ десениите, какви ние решенија да донесеме. Одлични или речи се идеални законски решенија да имаме, ако немаме луѓе кои што ќе го применуваат тоа соодветно и од страна на работодавачите и нивните организации, и од страна на работниците и синдикатите, но и самата влада, односно оние кои што се креатори на политики, ние повторно нема да постигнеме целта. Од таму, паралелно мора да се работи на зајакнување на казнените аспекти во однос на прекршување на правата и обврските од работен однос за сите актери кои што и чинители кои што се во процесот на социјалниот диалог и социјални партнери. Значи, не смее да има толеранција кон корупцијата, кон непочитувањето, кон нестандардните, незаконски облици на вработување, така наречено, или ангажирање на лица
пример преку договори за дело или слично. Значи тоа мораме да го забораваме како концепт, мораме да смениме суштински, односно да почитуваме, да примениме и да спроведеме казни доколку луѓето него работниците, работодавачите него почитуваат законското решение, за да се стави ред. Ако има ред во трудот, во работните односи, се создава ред и во економијата. Ако има ред во економијата, процесите одат напред и се развиваат, одат во нагорна линија. Тогаш, сушност, се создава атмосфера, клима во општеството, во државата, каде што се жнеат резултати добри, се жнеат добри плодови, се напредуваат финансиските аспекти, материјалните аспекти, платите се качуваат и така натаму. Значи се оди напред, се знае што се очекува, што може да се случи ако ова го направиш, а ова не го направиш. Значи дали е ако го направиш добро, ако не направиш има санкција, казна согласно законските одредби. И сето тоа на крајот создава една поинаква атмосфера и клима која што има многу подалекусежни добри последици, меѓу кои не само ред во трудот и работните, туку атмосфера и на задржување на луѓето во Македонија, известност за компаниите во однос на вложување и нови инвестиции во државата и се создава една поинаква култура, би рекол, на размислување и на однесување. Значи, паралелно се работи и на законската рамка, на законските аспекти, но и на нешто друго, што се нарекува социологија и психологија на труд, која што е неминовна и потребна за да имаме ситуација каде што ќе се почитуваат законите, ќе се применуваат и ќе се креираат добри законски решенија.